Почитувани ви посакувам добар ден и добре дојде во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Денешната тема се однесува на правосудството од аспект на влијанието на политиката во правосудството, односно независноста на правосудството. Повод за ова е изборот на кандидат за македонски судија во Европскиот совет за човекови права во Страсбург. Самиот процес трае веќе повеќе месеци и го следат доста контроверзи, па е токму и повод за или на некој начин основа да се отвори токму таа тема, дали стручноста или послушноста или во исто време и одредени незадоволства од составот во понудата за судиите се пресудни при нивниот избор. Имено огласот за судија во Страсбург првично беше објавен на 14 април годинава и комисијата потоа од оние кандидати кои се пријавија, кои беа на интервјуа, избра тројца кандидати. Процедурата е таква дека потоа тие тројца предложени треба да се испратат на мислење до Меѓународниот советодавен панел на експерти, до Советот на Европа, па тие со свое мислење го враќаат предлогот, кој потоа оди до владата. Владата треба да ја усвои листата, односно да избере еден од тие тројца и да ја достави до парламентарното на собрание на Советот на Европа и тие да го изберат новиот судија. Меѓутоа, интересно е тоа што владата всушност го поништи и од тука почнуваат тие контроверзи, го поништи овој претходен избор на тројцата кандидати, во чиј состав беа поранешната обвинителка на специјалното јавно обвинителство Ленча Ристоска, судиката Габриела Гајдова и адвокатот Јордан Апостоловски, со образложение дека не ги исполниле критериумите, но на барање што не е исполнето, никој од нив до денеска, а велам ова е некаде во текот на јули, ми се чини годинава, поништено, никој од нив не добил никакво образложение, при што Ристевска вели дека го известила и Советот на Европа. И понатаму бара и сега даде изјава дека е во интерес на транспарентноста и би било корисно владата да објасни кои критериуми не биле исполнети, или апелацијската судија Гајдова пак изрази изненадување што за одлуката дознала преку интернет портал, а не преку официјален допис и така натаму. И нема никакво објаснување од владата. Меѓутоа, тука не завршува приказната. Владата не само дека го поништи овој конкурс, туку ја поништи и комисијата. Тука сега во тој момент излегува на површина, односно тоа беше тој судирот помеѓу Ристовска и премиерот Мицковски, тогаш испливува на површина токму по поништувањето на листата на кандидати за судија во Страсбург од страна на владата. И тогаш еве причината, односно тој конфликт судир е според Ристовска тоа што ги води случаите Талир 1, Талир 2, во која се обвинети токму поранешни високи функционери на ВМРО-ДПМН, а и станува збор за замрзнување на имотот, односно се бара конфискација на партискиот имот, вклучително и на Белата палата. Неодамна, пред неколку дена, пак токму Ристовска изјави дека е мета на притисок, на заплашување поради двете постапки кои што ги води. И токму неодамна беше од страна на ВМРО-ДПМН, што таа го ја квалификува како директен атак. Објавено соопштение со наслов Ристоска, тажен символ за неправда со државни бонуси, службена картица во служба на Заеви Груби. Сега таа вели дека е под притисок и заплашување, бара извинување од ВМРО-ДПМН, а во спротивно најавува тужба за партијата. Но тоа е чисто состојбата на односите помеѓу Ристовска и ВМРО-ДПМН, и од тука се отвора и прашањето дали има некаков повод или некаква причина за поништување на комисијата, односно на тројцата кандидати.
односно дали има влијание на политиката и на притисоците и на притисоци врз комисиите. Односно, велам, владата го поништи изборот и формираше нова комисија која сега треба да избере кандидати. Но владата го определи, го смени и форматот на комисијата. Ја укина претходната комисија која броеше 9 члена и формираше нова комисија со 5 члена. Во оваа нова комисија веќе нема представници од Министерството за надворешни работи, за правда, од правен факултет, од судски совет и советот на јавни обвинители. Односно, наместо 9, како што кажав, има 5 и тука новиот состав го сочинуваат председателот на Уставниот суд, председател на Врховен суд, веде председателка на Кривичен суд, председател на Основен граѓански суд и директорката на Академијата за суди и јавни обвинители. Еве вака оваа новоформирана комисија пак го распиша новиот оглас на почетокот на септември, тој траеше 30 дена и од вчера веќе почна интервјуата за со кандидатите за избор на македонски судија во Страсбург. Така да ова е, како што кажав, повод дали има нешто надвор од транспарентноста или е ова токму во интерес на транспарентноста. Ристовска и Гајдова не се пријавени повеќе, Апостоловски не се пријавени на овој втор конкурс, така што останува од оние информации кои ги имам јас дека 11 кандидати го поминале филтерот, од нив сега треба тројца да влезат во финале и од нив да се избере еден кој ќе биде македонски судија во Страсбург, во Европскиот суд за човекови права. Во моментов е Јован Илиевски, кому мандатот му истекува на 1 февруари. Дали се уште или дали воопшто се бира според стручност или послушност? Дали има и подмаздолюбивост и такви работи? Дали има што и да е, што одстапува од професионалните стандарди. Така да, затоа малку подолго овој вовед беше можеби, но токму целиот развој на настаните мислам дека е неопходно да се изложи за да се стекне увид во целиот овој процес околу изборот на судија во Европскиот совет за човекови права. Се надевам дека телефонските линии работат или барем работеа одлично до предмалку и еве верувам дека така и ќе продолжи. Остануваме на истите телефонски броеви 6091924925. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, повелете, добар ден. Се слушаме? Да, повелете, вие сте. Само едно прашање до вас. Да. Дали судот, односно судијава наш, било и за другите, ги плаќа државата собствено или как ги плаќа? Во Советот на Европа, така тоа прашувате. Добро. Да, добро. Таму дали ги плаќаат тоа? Добро. Не, плата од кај зема, значи зема од Европа. Колку што знам така е, но еве ќе проверам, ајде сепак за да го потврдиме со сигурност. Така. Добро, да не ми бига времево. Добро, да. Додајте на гледачот тебе, да. Критериум да се исполни судија наш за во Хаг, да знае кафе да вари и да обслужува добро таму, да не го истури. Так. Затоа што ако бил тој компетентен, ако бил наоружан со знаење, со се, ќе се испраише во Европскиот суд за пресуди за Бугарија. Го слушам се на вестиве кај вас, Вајц. Да. Вајц го претумбале. Вајц беше за нас, лобираше она. Денеска вика Македонија ги исполни условите, само уставните измени одма да ги направи и готово. Така. Значи се претумбали тој. Зашто отишол Раде во Будимпешта да го убедува тој? Значи да се заврши македонштината да не постои.
направија северни граѓани, нема македонци, сега ќе влезат бугари тука, ќе има северни бугари, с Богом се здравие. Си лазна водата, невидливо под тепик, како што е замислено. Да. Овие наши суди, па тој во Хаг, тој Илиевски, не можеше да дигне два пата рече, чекаме луѓе, ние зашто сме поставени овдека, носиме одлука што не се спроведуваат. Не една 15-16 колку се таму. Како не се срами тој наш судија и овие се што ќе таму, може и бетер ќе бидат од него. Благодарам ви, поздравувам, повелете. Добар ден. Hvala ви за добар ден. Добар ден, се слушаме. Мене ретко ме има. Кажи. Овој пред мене порче, па ето е досадан. Не поступати се ова. Вака сега. Дали ќе биде компетентен тој што ќе биде изабран или не, не може секој да конкурира оваквиот состав или да такво работно место, нели 11 имало кандидирани, а одлучува најглавните луѓе во судството кај нас. И тоа е добро. Значи, челниот на Уставниот суд, Врховниот, Граѓанскиот, кој беше таму уште суд, 5 суди, значи, ако тие не знаат што препорачуваат на Меѓународниот суд, onda ја и ти исто ништо не знаеме. Така? Веројатно, да. Ќе го стават правиот човек, да биде добар судија, да не обеди обрат само пред другите судии што се од цела Европа, да го направи тоа што ќе биде поставен таму судија. Мислам дека ќе се сработи, а да му кажем на Борче, бугарите мора да ги ставаме во устав. Мораме. Сакаме, неќеме, и тие се математици со 5 души, 100 души, таков ни е уставот наш. Граѓански е, секој граѓанин да биде ставен во уставот. Или национален, како така да го кажем. А ако не, Европа нема. Толку поздрав и се него. Благодарам ви, поздравувам и јас. Добар ден, повелете. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Па, ова диверзиве, најверојатно, вие плачковци од СДС ги прават на вашата телевизија. Не е знаметено да не обвинуваме ако немаме конкретно. Викам, затоа што само они добива линија прошлата емисија. У тој смисол. Така, да, добро, разбрав. И кај што место да честитаат, плачат, уште народот го прават будала, за 1000 денари се продал, па жало појки, па морал, па не знам, етика продаваат, па како може да гласаат партиски овакво, па они за кого гласаат да ги прашам. Значи, многу контрадикторни и многу се смешни во тие изјави. Ги врегеат пензионерите, демек се будали, за 1000 дарка се продале. А они што уште ги бранат, па 30 према 3 е разликата во првиот круг бе, во однос на градоначалнички места. Токав пораст. А што да кажеш? Идеме сега на темава. Овие суди, не знам колку години поред ги имаме во Страсбург, ја не видов една работа добра да направат за Македонија. И нашиве, ако ги плаќаат, треба да ги вратат назад, джабе трошат пари, исто како таа антикорупцијска комисија. Никаква улога нема. Затоа што јавното обвинителство им ги става фиоките, им ги фрла она корпа за ѓубре и никому ништо. Значи, тоа е све демагогија што го лажат народот. Значи, овие суди, ако немаат влијание, хашките пресуди што ги добивме за малцинството македонско во Бугарија, они самите треба да дадат оставки да се тргнат од таму. И нашиве не треба да ги плаќаат да трошиме пари за нив. Благодарам. Ви благодарам, поздрав. Повелете, добар ден. Добар ден, убав ден, поздрав. Убав ден, Иван. Повелете да. Ајде да го поздравам претходниот гледач, дека нема плачковци, нека сите сме радосни што победи ВМРО. Но
секогаш бега од темата, ба наоѓа виновници, еднаш дека се научи да не ја троши емисијата за глупости. Нека збори на темите, а не да кажува приказни. Сега во однос на темата. Ја ми се чини дека прво ние мора да донесеме закон. Се што ќе нашиот суд погреши, значи ќе отиде во Страсбург и нашиот представник треба да застане значи за тој предмет и да ги прво тој да ги најде сите недостатоци кои што се направени, ако треба прво тој да го прегледа и да го врати назад на истиот судија да го доработи. Тек после тоа значи да оди во Страсбург и тамо значи да се решава. Сега кога ќе дојде да се решава тој предмет во Страсбург, значи и Страсбург ќе каже дека вината е толку и треба да ја плати државата. Не, треба вината да ја плати оној кој што сгрешил, не оценил правилно, затоа што нашите суди имаат право на, што се вели со еден збор, слободно мислење, слободно размислување и да одреда слободно како ќе донесат одлука. Се дотогаш ние не ни треба нас ни еден во Страсбург да оди, него значи треба прво да се опамети нашето судство и нашите суди да работат онака како што налага законите и правилата. А првиот ушеднаш ќе го поздравам господине Томе. Еднаш за секогаш научи се да не ти бидат виновни сите кои учествуваме. Ова е прекрасна емисија, прекрасен човек ја води, не деградираш сите, срам да ти е. Благодарам, поздрав. Ви благодарам и јас и за јавувањето и за оценките кои ги изнесовте. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете. Дали се слушаме? Ало? Да, добар ден, ве слушам, повелете. Добар ден, го се со почитување. Исто така, повелете, да. Па, слушно се велува дека ќе биде поставен судија во Страсбург меѓународен суд. Од послушност на која како е определен пред све политички, партиски, тоа како е послушен, како бил во партијата на министрите, на владите кои го делят неговата партија, од нив. Меѓутоа, ние пресконо велјаме се суди, тие да се ги платат од кои изгубат нашите граѓани овде, што ќе добијат предметите во Страсбург, судијата да платите. Меѓутоа, така кога би било, суди не би имало корумпирани суди. Меѓутоа, за судијата стоит некои други, па затоа судијата. Иначе да е навина на судијата, тој самата влада, самата власт, таков закон ќе донеси да судите, оние предмети што ги добијат граѓаните од Страсбург на трошка на судите да бидат. Значи, нашите судија не одат само да судат за наши предмети, да судат и за други, од меѓународни граѓани, од меѓународни и други држави да судат тука предмети. Затоа треба да биде стручен, стручност се бара. А стручност се мери, стручноста се мери до онај судија кој имал најдобро, најквалитетни предмети, кои му биле најпотврдени, не поништени пресуди, не поништени решења од висши судови, кој бил тука треба да се гледа, во така треба да се гледа стручноста. Во струката тоа се гледа. Онај кој што има најмногу предмети потврдени од високиот суд, од највисокиот суд, и тој би требало да биде за мене по моје мислење таму. Мислам дека има грешка со ова обвинителката што е изиграле Ленче, како се вика, не знам. Ристевска, да. Ристевска, мисля, дека таа беше одговорна, иначе некорумпирани суди ние нема. Ви благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Добар ден и убав ден. И вам повелете, да. Благодарам. Вака, судиите ќе судат, ама треба рацете да ги тргнат министрите, тие што се директорите, тие онија што се како христијан, како сите, да ги тргнат рацете од нив и нека ги пуштат сами да они пресудуваат, а не да им они титкаат на главата. И што ќе ни се на нас тие од странство да ни учат ние што треба да правиме? Ние не сме малоумни, имаме нешто во главата и ние. И да им плаќаме ние на нив патиштата. И они да се крузираат на наш рачун. Толку ви благодарам и простете. Ви благодарам. Да, и јас до слушање
Поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, поздрав. Судот за човекови права у Страсбург работи по Европската конвенција за човекови права и слободи. Согласно таа Европска конвенција, они одредени предмети кои се од пожалителите ги решаваат. Нашиот судија не решава предмети од Македонија. Туку тоа ги решава судија од друга држава. Сега што се однесе за нашиот избор на судија во Судот за човекови права, Линча Истовска како сака да биде судија во Страсбург, кога таа го суди предметот Талир 1 и Талир 2. Го ја пише кривичната пријава против ВМРО ДПМН, а владата моментално ја контролира ВМРО ДПМН. И ја води хајката против СЈО за бонусите на СЈО. Како сака она да биде судија? Тоа нема шанси, бе. И се знае кој ќе биде судија. По основа на стручност, на независност на судството, ако има квалитети... Ма каква стручност, какви бакраци? Се знае кој ќе биде судија во Страсбург. Тоа ќе биде овој адвокатов Минкиновски, затоа што него направија да биде министер за правда, затоа што ради коалицијата. И како се владата ќе му се реваншира? Значи како се бира? По влијанија, по политика, по притисоци, а не по... политика. Па зашто не растурија комисијата и зашто ги растурија заве? Кои се играчите сега што конкурираат? Даштевски, пази, молим те. Даштевски. Кој правник е Даштевски, жити Господ, со она потврдата што му даде на Никола Груевски мимо комисијата, дека е вовдека под тортура за да му дадат азил. Значи играта е да се намести или овој Минкиновски или да се намести Даштевски. Еден од тие двајца ќе биде. Кои се членови? Судиката од кривичен од Скопје, секретарката на овојга на Ѓорчев, маши у кабинетот кај Трајко Велјановски. И што за не се партиски бирачите? Ајде бе, приказни за мали децова театар да го прават. Се знае кој ќе биде Минкиновски ќе биде избран за судија во судеве. Ја типувам. Ајдете да бидеме живи, па да видиме што велат, ќе дискутираме и во иднина. Добар ден, повелете, благодарност секако до предходниот. Повелете, добар ден. Исто, па јас, колку што се сеќавам пред 3-4 месеци, кога излегуваше Мицковски и кажуваше се живот ќе смени, од Европа, луѓево, му рекла дека судската власт не сме да се меша со извршната власт. И дека тој не сме ништо да прави. Сега, знаеш како е? Тој е на власт и сега ја имам еден предлог, пошто долго години беше Михајло Маневски, сега нека го намести Михајло Маневски. Некој што не одговара за ништо. А со Ленче Ристевска е закачен заради Белата палата. Не го разбирам. Префрлува за платите незвини, префрлува за бонусите. Абе, нека си се сврти тука околу него тие. Марија Митева зашо зема 7.000 евра плата? За да иди секој вторден кој ќе се појави различно шатирана во косата? Ништо не работи. Не само Марија Митева. Сите тие околу него. Не го разбирам ја Мицковски. Во се сака да се смеша. За се джандар да биде. Значи не ми се верува. А прво, што не се разбира од судските работи. Појма нема. Ама, ете, сака на се да биде джандар. Страшна работа. Донесовме Македонија. Поздрав, Исо. Благодарам, поздрав до вас, но ви спомнав, ете, одлуката на владата за формирањето на новата комисија, која наместо 9 сега 5 члена има, односно веќе нема представници од, како што ви спомнав, им престанува мандатот на предходните членови на комисијата, представници од Министерството за надворешни за правда, правни факултети, судски совет и совет за јавни обвинители. Во овој состав од 5 члена е и председателот на Уставниот суд. Дали тоа може да биде, некоја трошка надеж дека ќе се оди по линијата на професионалноста, стручноста, независноста и така натаму, имајќи го предвид следното. Ако не се оди, а имате представник од Уставен суд, и то председател, не само представник, не е представник, туку и председател, импликациите се многу поголеми. Зошто? Па Уставниот суд е институција која
не припаѓа, или барем така би требало да биде, ниту на една власт, ниту на партија. Уставниот суд им припаѓа на граѓаните. И така е според Уставот. Уставниот суд така треба да функционира, тука имаме председател на Уставниот суд. Ако не функционира така, тоа би значило тогаш дека и самиот Уставен суд е веќе во колапс. Обратно пак, ако функционира, со тоа ќе потврди дека навистина се јакне независноста во случајот и на Уставниот суд и ќе биде барем една искра надеж. А обратно ќе биде индикатор дека, ако не бил досега, се претвара во партиски суд. Или политика, се едно, во подвлијание на политиката. Затоа што, а тука немаме само на Уставниот суд представници, но реков, Уставниот е, може би, на вистина врвот. Иако е тука и председателот на Врховен суд, и на Кривичен суд, и на Основен граѓански суд, ајде тие веќе по однос на таа независност е прашање како се, и директорка на Академија за суди и јавни обвинители. Но овие три, председател на Уставен, на Врховен и на Кривичен, ајде и таа. Суштинското прашање е токму тоа, дали ќе се бира по партиска, по политичка формула, и ако е така, тогаш не само дека не се спроведуваат реформи и дека кризата во овој случај во правосудството не се решава, туку само се продлабочува, а незиното решавање одложува. И затоа е битно, токму ова што реков, тројца представници, Уставен, Кривичен, Врховен суд. Ако и покрај тоа што се тие во комисијата има одлучување по однос на послушност, тогаш тоа само зборува за навистина тоталниот колапс веќе во правосудството и за тоа дека не може ништо ни тоа се очекува од тие судови и правосудството воопшто. Затоа што токму ова е прилика тие да покажат дека имаат независност. Ете, ќе видиме кој како ќе помине, секој може да се пријави, но кој ќе помине, тоа зависи токму од нив. Повелете, добар ден, од комисијата. Добар ден. Добар ден и убав ден, ако сум јас. Вие, убав ден, повелете, добар ден. Изненадена сум што добив пазар да прашам. Да, повелете, секако повелете. Значи, сега ајде да почнам од Ленче Ристевска. Значи, не можам да сватам како жената се кандидира. Кога она работеше во неуставно јавно обвинителство. Значи, тоа не беше уставно. Плюс тоа земава толку пари за доверливост, за ова, за она. Па, значи, они самите направива што беа во специјално јавно обвинителство што беа, они направива криминал. Колку пари луѓе зедоа, кај се тие пари? Па треба нив да ги судат сега, прво да ги вратат парите. Значи, тие беа народни пари. И сега ти нешто работиш што не е неуставна институција. Значи, јас таму кажем, неуставна институција и сега ти бараш да идеш во Европска унија. Па ти работиш нешто противзаконски и бараш да идеш дури во Европскиот суд. Ја стварно не можам да го сватам. Луѓето толку, како да кажам, самите се девалвираат. Значи, едноставно не прават дека ние граѓаните не знаеме што се случило, да ме кеве они кои се, што се и само они се. Значи, не знам дали имат малку совет, ајде да не речам некој лош зборма да ја уопште не употребувам, меѓутоа, значи не може прво сам себе да се деградираш ти што буквално тоа јавното СЈО беше буквално не знам како да кажам криминално, не знам више кој збор да го речам, кога ти нешто молим те идеш преку Уставен суд и до каде доаѓаш. Сега Минчиновски ќе бил. Па ако бил да биде човекот се бореше, доби неколку, значи човекот има докази. Сега ја не знам дали он ќе биде. Предпоставка, пошто има коментари, значи предпоставувам, меѓутоа човекот има докази, доби спорови на таков суд. Значи нешто што е во ред. И вие попраќате некој, редно е прво да пратите ако некој е позитивен, ако Ви благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Добар ден, господин Исо, и поздрав до вас. Исто така, поздрав, повелете. Господин Исо, јас како лаик ќе зборувам, зашто од овие работи не се разбира многу.
но и малку спекулативно ќе зборувам. Во голема мера се согласувам со господинот од Радишани, со неговиот коментар. Ова не е мала работа, тука е виша математика за ставање тројански коњ таму во Европскиот суд. Понатака, ајде да речем уште една глупост од мене. Ма не, мора да значи, да. Дека е глупост. Путин од кој суд беше осуден за да биде притворен ако во Европа дојде? Не знам тоа. Па ме интересира да не се вмешани некој така, да речиме во романиве што слушаме КГБ, ЦИА, МИА, а на која страна е денеска ДПМН, Господ знае. Благодарам и пријатно, господин. Да, благодарам и поздравам. Колку што знам, меѓународниот суд, но работата е што во тоа што Соединетите Американски држави не го признаваат. И ете, со тоа што не се признава, тоа е доволно да не важат неговите ингеренции, ете да речеме, на територијата на САД. И така, ете, се сретна онаа посета на Аљаска, неодамнешна. Но, ете, тоа отвора прашање на вистина. А зошто е, зошто е тогаш суд воопшто? Чуму, што би кажале. Може и човек да каже тогаш, не го признавам овој суд и не сакам ни казна да платам, ниту да воопшто одговарам за што и да е. Но не е така. Сега ете ова средба најавувана Путин-Трамп се зборува дека би можела да биде во Унгарија и тука би било проблематично затоа што подлежи на ингеренциите на судот. Но гледате тука пак Орбан најавува гаранции дека ќе го обезбедува. И тоа повторно ги отвора прашањата. Значи, едноставно, токму околу и политиката и авторитетот на судот. Ако САД не го признаваат, добро, не важи на нивна територија. Но ако ЕУ го признава, вклучително и Унгарија, како тогаш може да се направи исклучак? Како, а јас ќе обезбедувам некого? Тоа се тие, ете, прашања кои се токму во рамки на истата тема и во контекстот стручност, послушност, политика, неопходност и така натаму. А ако некому треба, тогаш ќе му се обезбеди обезбедување, нема да важи за него. Ако не треба, другиот ќе подлежи. Така да, во таа смисла, може и да се прошири, мислам, изразете ги вашите и размислувања воопшто, впрочем, околу Европскиот суд за човекови права, колку е според вас и самиот тој еден вид форма, а колку има функција суштинска. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Ало? Добар ден, ве слушам, повелете. Јас сум на линија? Да, вие, повелете. Поздрав за тебе, Исо. Благодарам, повелете, да. На чија страна е ВМРО? На вистинската, на овој пробугарскиот, да му кажам. И се согласува со пријателот од Радиша, нели, тоа што е против Менкиновски, нели. Он ги доби пресудите против Бугарија и не му одговара нормално. Оваа госпоđава, не оваа, него претходната што не ви се верува, ништо не се верува. Дали се верува да ја прашам дека зае во една вечер смени 400 суди? И мене не ми се верува, ама така беше. И сега, до сега не било партизирано, овоја бази што го јаваше на раме на Али Ахмети, тој како беше поставен? Овој Коцевски како беше поставен? Све непартиски, така? Све стручни беа. Дај да не стиграме играчки, Менкиновски е по-заслужен од цело правосудство за Македонија. Она што го прави, што се бори, сите заедно немаат направено ни суди, ни адвокати за Македонија.
и камо да биде Менкиновски, ја ќе бидам пресреќен. Потполно заслужено ќе биде и човекот е истручен, гледаш добива пресуди тамо, овие што, ленче? Па тие треба да одговараат кривично. Сите обвинители суди до сега што ги ја слушано по телевизија кажуваат дека тие пари што ги подели СЕО се незаконски. Треба да ги вратат. И сега незаконски, значи прекршиле закон, незаконски земале по 200-300 евра и уште да ја наградиме таму. Господјо, среќа што сите жени не се како тебе, уште ерген ќе одеш. Благодарам и поздрав. Благодарам и поздравувам и јас. Ете, имајте предвид и дека беше поништена комисијата, па формирана нова. Значи, ете, чисто во дискусиите, од кои причини е направено тоа да се поништи, па потоа да се формира нова комисија која сега ќе ги избира кандидатите. Во секој случај, дотолку повеќе затоа што ниту Ристоска, ниту Гајдова не се ниту пријавуваат тука. Значи, кои да се, не можат ниту да ги одбијат, затоа што не се ниту пријавени. А предходно беа одбиени, бараат образложение, а комисијата распуштена, па формирана нова, која, како што кажав, наместо 9 брои сега 5 члена. Ете, дали е и тоа во контекст на, не знам, некоја оптимизација на подобро и слично. Како информацијата го давам, па секако вие проценете. Значи, сега, нова комисија, поредуцирана, спомнав, ете, нема представници од Министерството и слично. Повелете, добар ден. Па мене многу ми е драго како диме, што вакви пресретни плукачи се јавуваат. Се поплука, па еве го сега, скоро секој ден се јавува, па тоа е карактер. Него многу е интересно, овој плукач колку е среќен и дали е пресреќен, што живее во меѓу дивоградбите во Чај. Сега коритото да се бања во двор, неке може да го изнесе. Ке го дзиркаат од згора. Карактер. Сега во врска со темава, почитал водител во вашата емисија многу одамна кажа. Овој судија што се врати од Страсбур Илиевски, Баџанак, на Мјалко. Имаше тоа критериуми како отиде во Страсбур. Преку ноќи. Наредба Мјалков, Манасиевски и правец Страсбур. Почитам водител, не се оптеретувам, јас сум лаик за ова. Кој ќе иде, кој ќе не представува. Имаме ли критериуми? Еднаш ќе знаеме јас и вие. Излезе некој да каже тај, тој и тој во животот, како судија, како адвокат, дали ме разбирате? Да. Ако не друго, да бидам информиран, имам право како граѓанин на Македонија. Нешто личи ова. И за на крај, ова што го знам, не е оговарање, адвокатов од, како си као Дохрид, Мисиновски, не е битно, да е здав и жив. Менкиновски? Тој е адвокат. Добро. Од Дохрид. Аха, добро, да. Добро. Менкиновски, на него мислите? Он е тој што знамето со оние плетачки тигли го званичува. Имаме ли ние пуста своје знаме? Ова знаме како ќе биде? Ви благодарам и поздравувам. Навистина, јас би рекол она што велите вие, кој ќе оди, кој ќе не представува. Би рекол, би додал, не е битно. Не би требало да биде битно, туку да биде битно дали ќе биде соодветниот, во смисла на стручност, на професионално и представување, и застапување, и учество, и така натаму, во таа смисла. На крајот од краиштата, ете, токму тие капацитети би требале да бидат земени предвиди да се раководат според нив, како комисијата, така и ние. Не ниту име, ниту род, машко, женско и слично. Така да тоа е суштинското прашање. Дали ќе биде изборот направен професионално, стручно, врз основа на тоа што
токму и го предвидуваат тие критериуми за такво место. Повелете, добар ден. Ало? Добар ден, ве слушам, вие сте, повелете. Добар ден. Повелете. За Европскиот суд ја имавте кај вас гостинка Маргарита Цата. Можете да ја пуштите снимката нејзина која што беше во вашата емисија на Студио 10 са Најле. Аха, да, добро. Така беше да она го објаснуваше, она беше судика во Страсбург исто. Добро кажува дека таму не решава она ништо, мислам се решава група на суди од повеќе земји, носиш документи, во Страсбург треба овде сите судови да ги пројдеш во Македонија и ако не решат судовите овдека во негативна во однос на странката која што е оштетена во Македонија, оди во Страсбург, али таму одлучуваат многу суди на база на документација, на база на све. Важно овдека се бира стручност. А дали кој ќе влезе во Страсбург, тоа пак се пак има критериуми во Страсбург кој може да влезе, не може секој да биде таму. И овој што го спомна Илиевски, како се га сега во моментот. Да, Јован Дали е Илиевски. вратен или уште ја врши функцијата и тој тогаш кога го избра еден од солидни, мислам, суди испадна. Мислам, го пратам овие настани така да не го избра, дека некој каже на Мјалковил, на овој, на овој. Не е важно чии на кого е, важно дека како судија го излезе како добар судија и му ги префатија сите документи за да биде судија во Страсбург. Така да, мислам дека најубаво е таа снимка што има Маргарита Цата, имаше овдека што за извини, може дали ќе ми го земам времето, за денационализација таму добија во Страсбург луѓето, дури оштета добија од државата да им исплати што не судовите не добро суделе во Македонија. Поздрав сте на Југо. Благодарам, поздрави до вас. На актуелниот македонски судија во Европскиот суд за човекови права Јован Илиевски. Мандатот му истекува на 1 февруари следнава година. Токму затоа и треба да се помине низ целиот овој долготраен процес, а долготраен е токму затоа што има многу високи критериуми и би рекол дека по однос токму на изборот, на процедурата некако, може да се каже постапено е благовремено, огласот беше објавен на 14 април годинава, но потоа се случија тие работи некаде во јули, како што кажав, мислам, беше со одлука на владата и расформирана комисијата, предходно комисијата ги одби посочените, па поништена комисија, па формирање на нова комисија и така натаму. Дури и некои нови правила се она што го кажав дека првично кога ќе се дојде до тројца предложени кандидати треба да се испратат до Советот на Европа, па со мислењето на Советот на Европа доаѓаат кај владата, ги враќа Советот на Европа со своји мислења до владата и владата бира. Сега од она како информација што го имам со оваа нова одлука всушност наведено е дека предлогот за избор на тројцата кандидати од Советот на Европа треба да биде првично треба да биде доставено до владата, а владата ќе го достави. Има такви некои измени. Така да прашањето е токму тоа дали се оди во насока на подобрување на условите, односно јакнење на независноста на судството. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, се слушаме, добар ден. Исо, да. Двајца мои пријатели имаш кај тебе и пак телефоните ти се расипат. Па тоа покажува дека не е до нас, гледате, надворешни фактори. Имаш напади од страна бејца. Па имено надворешни фактори се, да, технички се надевам, не се, да. Исо, да го познавам пријателот од Преспа и да го замолам меѓу првите да коментира, да види колку ќе го критикуваат понатаму. Он таму последен, со тој од Битола, мисля последни коментираат да не бидат критикувани. Тоа е и трошкината кеми. Исо, срамота што е за Македонија? У Европскиот суд за човечкови права во Страсбург. Срамота е по број на жители
највише ние се жалиме македонци. Тоа е срамнота. Најголемата срам. И овие суди што се бираат, таму да идат, се знае кој ги бираат. Владеачката гарнитура, тие ги бираат. Нормално е таа комисија. Ја не знам, Ленче Ристовска, зашто способна, Ептен беше способна, не знам зашто не ја прати. Од тоа, веројатно, за Белата палата. Белата палата. Македонија исто, че тлее се додека како Еди Рама не направи пам. Дека го стави во Министерството и судството под мониторинг на Америка, да видиш дали политичарите ќе се мешаат. Нити политичарите ќе се мешаат, нити овакво судиите, вакви пресуди нема да носат, пошто носат. Иначе, грешат граѓаните. Меѓу политичарите и судиите и обвинителите, политичарите се каде побогати. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав до вас, повелете. Исо, стручност или послушност? Второто, послушност. Кој го воведе тоа? Тоа први го воведе, не е да напаѓам, таа е вистината, не напаѓам, СДС. Кога велеше до чистачка ќе смени не именува СДС. И то така си остана. После дојде за власт ВМРО, па тие менуваат и така никогаш нема да имаме држава. Ако гледаме дека судството е трета сила, кај нас е каква трета сила? Никаква. Партиска сила. Нема шо, затоа процента ни е толка. И нема шо да кажуваме. Нема што да мислиме, моje мислење. Немам што да размислувам, немам ни доверба, немам ниту бефи, па ни на гласање. Еднаш Бранко Црвенковски му памтаме на збори, цитирам, кој кажа народот е и да е во право, и да не е во право, како беше то, пак е во право, тој суди. Така беше некако формулирано. Јас да му бесеше за овие избори, не верувам дека вака ќе изгледа, мислејќи дека ќе има независни кандидати за градоначалници, околу, дури кажат на вашата телевизија, 30, без да знам дека многу малци има независни. И ова е за мене чудно. Ова е за мене чудно. Значи, нешто на овој народ му одговара, без размислување, да излези за партијата да се бори, таа не запошта или обратно, таа не избрака и така натаму. Ништо од оваа држава не бидува се додека имаме ние послушници на партијата. Било суди, било се. Ако работи добро, нема што бе Исо да го менува. Благодарам и поздравувам. Повелете, добар ден, кој ни е следен. Ментиновски е македонец, кој брани македонски интереси. Да, исклучете го гледачот, да. Добар ден за следниот, повелете. Добар ден, повелете. Дали се слушаме, повелете? Молим те, брзо фетај кажи. Добар ден, повелете. Добар ден, повелете, или некого друг да вклучиме. Ало, добар ден. Повелете, добар ден. Што, добар ден? Добар ден, се слушаме, повелете. Јас ве слушам, да. Ја, добро, Исо. Да, да. Ало, добар повелете. Ден. Види, ја не знам, овие северџани, старените северџани, напаѓат само, че напаѓат бра. Абе, добро, има ли тој диме малко нешто, што зборе тоа? Тоа знаме. Абе, наши баби, прабаби, го везеле, бе, тоа знаме. И сега, кога под присила нешто изменето, ние имаме право да си го задржиме тоа. Знаме, бидејќи тоа со тоа се бореле нашите дедовци, прадедовци. Има ли нешто и за тоа Мицковски она што го зборе? Кога ќе излезете од таа жабокречина? Точно е тоа, за тој диме што го зборе тоа, така и овој Љупчо од Радишене, просвестете се малко бре луѓеве.
Абе, гледаш дека народот излезе на избори и за локални, и за парламентарни, и ги изгласаме овие. И сега очекуваме од нив нешто, стварно нешто да донесат правилно, да се развива државата, а не само да напаѓаме. Што е сега со таа шарената револуција? Што направија тогаш они? Исповредеа полицајци со бекат оние, има уште инвалиди луѓе тамо, запалија тамо. Но за темата ве молам, еве, ќе истече времето, за темата ништо не кажавте. И сега еве и Мициновски, еве, овој, да го изберат како Љупчо што речи. А има пресуди он што доби од бугарите. Значи, тука цене судот, има тамо суди, тамо колку суди, тамо има, го ценат тоа, ги испитуваат, ги прашуваат, како кажа. Значи, стручност барат, тамо се бара стручен човек. Ама што сега, ајде го пратиме Љупчо, или тој Диме тамо. Да, благодарам, нема да ги прашаме, се прашуваме, ние дискутираме околу тоа, а прашувањето, одлуката треба да ја донесе комисијата и не само комисијата, туку и Државната комисија за спречување на корупцијата треба да даде одлука по однос на тоа дали има судир на интерес или нема. Значи, на прв поглед изгледа дека е се организирано како што треба, со заштитни механизми и така натаму, и ДКСК, и комисија и слично. Но, дотолку повеќе, ова би требало да биде еден вид добар тест за тоа како функционира еве правосудството по однос на тие влијанија. И ќе го видиме тоа веќе кога ќе дознаеме кои тројца кандидати ќе влезат во финале. А тоа ќе се знае, како што кажав, по одлуката на комисијата и на ДКСК. Секако, клучниот момент е, значи, да се докаже и покаже дека не се прави ништо по партиска, по политичка, по било каква друга основа на притисок, туку на професионалност, на стручност, и тоа ќе биде најдобрата потврда дека кризата во правосудството се решава. И реформите почнуваат. Реформите почнуваат токму од нив. Не треба никој од надвор тогаш да го направи. Во спротивно, тоа ќе биде само рецепт за одличен рецепт за нови проблеми и водење на политиките во насока на колапс на правосудството. Ви благодарам за учеството, за вниманието, имајте пријатно попладне. Довидување.